Колега Талат Джафери, почитувани колеги. Искрено, навистина ми е жал што мојот добар пријател, колегата Артан Груби, не е овде, но ние сме толку близки што мислам дека општиме на некои телепатски основи двајцата и мислам дека од некаде ме слуша и ќе се сложи со доста она што сега ќе го спомнам. Тој во своето излагање спомна неколку работи кои ги нарече спорни моменти. Јас би се задржал на тие спорни моменти и би сакал да подсетам дека еден од тие спорни моменти е гласањето за господинот Марко Зврлевски да дојде на позиција јавен обвинител, бидејќи партијата ДУИ на времето гласаше за него. Спорно е исто така што додека беа во коалиција со ВМРО ДПМН, тоа не им сметаше. Спорно е исто така дека сегашниот премиер, првата реченица кога стана премиер после низа настани кои се случија, му беше Зврлевски да си оди, односно да даде оставка. Сега тој премиер му е на некој начин шеф на колегата Груби, во исто спорен момент, и тие заедно работат и се слушаат и разговараат, но обвинувањето од нивна страна дека господинот Зврлевски не работел незаконито, ненавремено и недоволно стручно. Јас мислам дека работел и навремено, и законито, и многу стручно, бидејќи сето она што произлезе како криза кај нас од аферата Пуч беше презентирано, но СЈО го превземе тој случај и направи она што направи. Тука е и аферата Подкуп, која многу смета, за која сегашниот премиер ниеднаш не отиде на суд, туку цело време наоѓаше изговори за да не оди. И третиот спорен момент, според мене, е во духот на консензуалноста која ја спомна овдека колегата, тој истиот премиер кој сега е премиер фрлаше со боја врз сите споменици и обележја овдека во нашата татковина во Република Македонија. Јас во неколку своји настапи на телевизија кажав дека тоа не е добро и дека со тоа се руши унитарноста на нашата татковина, дури на споменикот Джерч Кастриоти или Скендербек да се фрла. Во духот на сето тоа, се надевам дека ќе се сложи со мене колегата Артан Груби, дека фрлањето на боја на спомениците, вклучително и овие и тие, не води кон добро за нашата татковина, односно за нашата држава. И дека најнеблагодарна функција во нашата држава е функцијата јавен обвинител. Благодарам. Се надевам дека, само една реченица, колега, се надевам дека во иднина ќе најдеме за сходно она решение за консензуален, заеднички јавен обвинител, за да можеме со достоинство од оваа говорница и секаде да ја споменуваме функцијата јавен обвинител.